Кризата во Европа, ефтината работна рака во Бангладеш и силниот денар се причини поради кои македонското текстилство пропаѓа во се подлабока криза. Само во минатиот месец во Штип се затворени 3 конфекции, а околу 100 работници во Кочанската Артекс деновиве добија спогодбени отказни решенија, кои по консултација со трудови инспектори одбиле да ги потпишат. Негативниот тренд го потврдуваат и од Организацијата на работодавачи, кои посочуваат дека само минатата година бројот на вработени во текстилството се намалел за 8,9%. Само во овој месец 3 конфекции во Штип затвориле, но бројот на работниците оние што се уште работат е драстично намален. Значи оние конфекции кои биле 600-700 луѓе сега се сведени на 200 луѓе. Оние што биле 150 луѓе сега се 20 луѓе. Се разбира дека овде помалку паѓаат производството на работна облека, кај нив нема таков голем пат, но она што се работи за модно производство, тоа целосно ќе замре. Димитров посочува дека лон производството постепено згаснува поради високите трошоци во споредба со земјите од далечниот исток. Додава дека сличен процес имало во Полска, Чешка и Словенија. Во иднина ќе обстојат само капацитетите, во кои ќе се работат мали серии и ситни налози, заради близината со европскиот пазар. Ние бевме во најдобрите времења некаде 2010-11 година 63.000 луѓе. Во овој момент, значи 24 бевме 17.500, сега со овој пат, значи некаде околу 5-16.000 луѓе. Значи не верувам дека тоа многу долго ќе иде, можеби за 5 години ќе паднеме на 5.000 луѓе. И тоа е факт што не можеме да го избегнеме. Во изминатата година над 10 конфекции во источниот регион беа затворени, најмногу во Штип, Кочани и Делчево. Кризата е тесно поврзана со влошената економска состојба во Европа, како и со пренасочувањето на модните брендови кон пазарите со поевтина работна сила.